Вести на Канал 8. Над 380.000 евра планира да собере општина Кочани од таксата за јавно осветлување за идната година. Со дел од парите ќе се плати потрошената електрична енергија, а остатокот е за подмирување на трошоците за набавка и замена на живините со LED светилки. Над 60% од парите што во текот на 2016 година општина Кочани ќе ги собере од наплатата на таксата за јавно осветлување ќе се искористат за плаќање на трошоците за набавка на современите LED светилки. Според планирањата, се очекува по овој основ од граѓаните и од правните субјекти да се соберат нешто повеќе од 23 милиони и 600 илјади денари, што е 95% од вкупно пресметаната сума што ќе биде вклучена во сметките за потрошена електрична енергија. Оваа сума треба да се наплати од 10.840 домакинства, како и од околу 1.850 трговски друштва и занаетчии кои поседуваат електрични броила. Од целата сума што ќе се собере, околу 2 милиони и 100 илјади денари ќе бидат исплатени за трошоците за замена на постојното и изградба на новото јавно осветлување. Со оглед на намалената потрошувачка на современите LED светилки, се планира за електрична енергија на ЕВН до година да му бидат платени нешто повеќе од 6 милиони и 700 илјади денари. Разликата што се јавува меѓу планираните приходи и расходите ќе се искористи за плаќање на LED светилките од проектот за енергетска ефикасност во уличното осветлување. Со програмата за јавно осветлување, што во вторник ќе се најде на разгледување пред Советот на општината, се планира и до година да продолжи изградбата на ново улично осветлување на местата каде што ќе се јави потреба за тоа. Во рамки на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија во сите 80 трафостаници. Поради олеснето читање на потрошената електрична енергија и одржување на инсталацијата, се планира да се извадат уште 11 од постојните броила за улично осветлување и тие да се постават во нови надворешни ормари со комплетна инсталација. Досега со ваквата постапка се поставени 30 броила. Редовното одржување на јавното осветлување пак ќе се изведува преку поднесување на барања од страна на граѓаните, местните и урбаните заедници. Надзорот над одржувањето, но и проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамиката на наменското користење на средствата, ќе се врши преку одделението за комунални работи на општина Кочани. Во Оризари тече изградбата на подпорен ѕид од десната страна на реката Масалница во должина од околу 170 метри. Освен превентивата од ерозија на земјениот брег, ѕидот треба да обезбеди заштита и на колекторот за отпадни води. Во завршна фаза се градежните работи од планираните 100 метри на заштитниот кејски ѕид на реката Масалница на влезот во населбата Оризари. Инвестицијата, што беше обезбедена со пари од швајцарската влада преку проектот за заштита на сливот на Брегалница, треба да овозможи заштита на теренот од ерозија, но и да го обезбеди колекторскиот систем за отпадни води, што поминува во непосредна близина. При последните големи поплави, цевководот беше тешко оштетен, поради што се изготви проект со кој тој беше поправен, а се изврши и негово поместување од речното корито за неколку метри во правец на постојната сообраќајница. Во моментот, користејќи го ниското ниво на вода во реката, работници на компанијата Стоименов забрзано работат на бетонирање на темелите и довршување на објектот. Според градоначалникот Димитровски, општината добила дополнителни средства од донаторот, со што должината на ѕидот ќе се зголеми. Подпорен ЗИД се продолжува уште, значи средствата од швајцарската влада, односно од Фармахем, од проектот Брегалнички слив, се прошируваат уште за дополнителни средства, така да уште околу 70 метри од подпорен ЗИД ќе биде завршен надолу, некаде до средината, до слапиштето, и целиот овој потек ќе биде тампониран со материјалот кој што се вади од реката. Со изградбата на подпорниот ѕид, инвестирањето во овој дел од Оризари нема да престане. Од општината велат дека се планира влезната сообраќајница во населбата да се измести од сегашната местоположба, односно да се направи нејзино проширување, а околниот простор соодветно да се уреди. На тој начин, овој дел од улицата, што представуваше тесно сообраќајно грло, треба да обезбеди поголема безбедност, посебно за пешаците и велосипедистите.
Целосна опрема за откривање на дефектите во водоводната мрежа ќе добие општина Кочани како донација од Германската асоциација за техничка помош ГИС. Во проектот се вклучени и уште две општини, Виница и Гевгелија, а целта е намалување на загубите на вода. Кочани, Виница и Гевгелија се општините кои влегоа во проект, односно донација од страна на Германската асоциација за техничка помош. ГИС ќе донира опрема за откривање на дефектите во водоводната мрежа, со што треба значително да се намалат загубите на вода. Од сите три општини Кочани изберено како пилот проект и во Кочани ќе биде набавена опремата за детекција на дефектите во водоводната мрежа, која се разбира ќе ја користиме ние како први соседи на Кочани, ќе ја користиме по потреба таа опрема. За работа со опремата извршена е обука на стручните лица вработени во комуналните предпријатија во трите општини. Понатаму следуваат други фази, меѓу кои набавка на опремата за откривање на дефектите. Откако ќе се постави во Кочани, ГИС планира донацијата да ја прошири и во другите градови вклучени во проектот, така што и Виница ќе добие опрема со цел намалување на загубите на вода. Од сеф во златарски дуќан во Кочани украден е накит вреден близу 10.000 евра. Случајот е пријавен во полиција, која трага по сторителот на кражбата. Истовремено поднесена е пријава против лице од Кочани за сторено кривично дело фалсификување пари. Тешка кражба во продавница за златен накит во Кочани се случила пред 2 дена. На непознатиот крадец таа му донела богат плен. Во четвртокот околу 15 часот 50-годишниот СС од Кочани во полициската станица пријавил дека на 4 ноември во периодот меѓу 15 и 16 часот во неговиот трговски дуќан Golden Sun непознат сторител, користејќи згодна прилика, од незаклучениот метален сеф одзел 2 платнени ролни наполнети со златен накит. Според проценката, причината е материјална штета од околу 600.000 денари. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за расчистување на случајот. Во меѓувреме, надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани поднела пријава против 35-годишниот СЈ од Кочани затоа што сторил кривично дело фалсификување пари. Во недозволената постапка тој вклучил и друго лице, кое воопшто не било запознаено со намерата на осомничениот, а по откривањето случајот бил пријавен во полиција. Пријавениот со намера да се стекне со противправна имотна корист, пуштил во оптек една фалсификувана банкнота во апоени од 50 евра на тој начин што на 2 октомври годинава ја дал на негов роднина, кој што не знаејќи дека истата е фалсификат, подоцна по 3 дена, односно на 5 октомври годинава, ја дал во менувачница во Кочани за да му биде заменета за денари. По расчистувањето на случајот, полицијата поднела кривична пријава против роднината на лицето кое ја донело банкнотата во менувачницата. Инаку, за период од околу 2 месеци, ова е втор откриен случај за пуштање во оптек на фалсификувани банкноти во Кочани. На почетокот на септември беше поднесена кривична пријава против 59-годишен кочанец, кој во банка однел 6 фалсификувани банкноти во апоени од по 100 евра и побарал да му бидат уплатени на девизната сметка. Со пешачка патека се уредува влезот на Виница. Со подпорни ѕидови се санираат штетите од поплавите, а паралелно течат тендерските постапки за други градежни активности во општината. Со поставеното јавно осветлување од страна на Агенцијата за државни патишта, покрај ноќната урбана слика за градот, се подобрува и квалитетот на сообраќајот на најбитните клучки од влезот на градот. Во таа насока е и проектираната пешачка патека како надградба на веќе асфалтираната сообраќајница на улица Илинденска, која ќе биде во должина од 1235 метри. Почна градењето на патеката, пешачката патека на влезот од страната на Кочани по поставеното јавно осветлување од страна на Агенцијата за државното предпријатие за патишта. Овој проект ќе чини некаде околу 1,5 милиони денари. Општината се уште работи на санација на штетите од поплавите. Поставени се неколку подпорни ѕидови, но се чекаат швајцарски пари за комплетно санирање на се она што беше оштетено и што представува потенцијална опасност за домовите на жителите во повисоките зони од градот. Паралелно течат повеќе тендерски постапки за реализација на зацртаните проекти.
Изградени се и подпорни зидови, односно по настанатите поплави имавме оштетување на неколку коловози, изградени се неколку подпорни зидови. Продолжуваме со санација на неколку патишта кои што беа оштетени од поплавите. Исто така во наредниот период распишуваме и тендерска постапка. Обезбедивме 20.000 швајцарски франци од швајцарска агенција, со која исто така ќе се санираат и градот подпорни зидови на местата каде што беа оштетени од поплавите. Отпочнаа активностите околу втората фаза за изградба на локалниот пат Липец-Осојница, изведувач е фирмата Жикол. Во тек е постапката последна фаза за избор на изведувач на локалниот пат во селото Лаки. Заврши постапката за асфалтирање на улици и патишта од буџетот на општина Виница. Во почетна фаза ќе се асфалтира улица во село Трстија и ќе се санираат ударни дупки во градот Виница. Покрај пешачки патеки на улицата Илинденска со бехатон плочки ќе бидат поплочени повеќе помали улички низ градот, а средствата за оваа намена во вкупна вредност поголема од 3 милиони денари ќе бидат обезбедени од општинскиот буџет. Со литературни читања и приредби одбележан месецот на книгата. Членовите од литературниот клуб Копнеш ги посетија децата од детската градинка Павлина Велјанова, како и учениците од основните и средните училишта. Месецот на книгата одбележан и во Кочанската градинка и училиштата. Читање поезија од учениците и од членовите на литературниот клуб Копнеш по повод одбележување на месецот на книгата се одржа и во гимназијата Љупча Сантов. Во рамките на месецот на книгата одржавме повеќе читања. Како во клон 2, Павлина Велјанова, во клон 1, во училиштето Крстими Сирков во Ризари, во Раде Кратовче и вчера исто така одржавме една литературна средба во училиштето Кочорацин во село Блатец. Во понеделник нашите активности од литературниот клуб Копнеш и поетите продолжуваме со активностите во месецот на книгата. Ќе бидеме во Металната, односно во Гошо Викентиев Кочани. А исто така и другите денови продолжуваме со вакви и слични активности, се со цел да ја доближиме книгата до нашите читатели од најмалите возрасти па до најголемите. Целта на одбележување на месецот на книгата е доближување на книгата до учениците и најмалите во градинките. Годинава овој месец се одбележува под мотото "Книгата е нашиот најверен пријател, извор на нашето знаење". Инаку, бројката на членови во литературниот клуб Копнеш од година во година добива на квантитет и се повеќе ученици се зачленуваат во него. Во рамките на месецот на книгата ќе биде организиран и саемот, за чиј термин библиотеката Искра дополнително ќе информира јавноста. Комичарот Бојан Велевски ги насмеа кочанци. Со својата стендап комедија ја наполни салата на Центарот за култура Бели Мугри и се представи во Кочани. Настапот е дел од стендап турнејата која што комичарот ја започна од градовите од Источна Македонија. Тур де стендап е насловот на стендап турнејата на комичарот Бојан Велевски од Скопје, кој што со свој настап се представи во Кочани. Во градот на Оризот во своето 75-минутно шоу тој го прикажа најдоброто до сега реализираното. Го зборувам за психологијата на луѓето внатре во самиот чин, значи не за самиот чин како секс, нели, тоа е веќе низок груб хумор. Јас повеќе зборувам за тоа како мажот и жената гледаат на тие работи и мислам дека публиката многу убаво го прими тоа и се забавувавме максимално. Лајтмотивот на оваа турнеја е да тргнам низ Македонија со се она што го напишав во овие 4 години и го избрав најдоброто. Имав сладки махи, изфрлив многу материјал, на моменти во некои градови сакам и да изменам дел од репертоарот, значи од целината, затоа што има фори кои што заслужуваат исто така внимание, но добро, како и да е, у принцип ова е најдоброто од мене кое што го видоа денеска. Тоа се све мои ставови, мои видувања за животот, за мене лично, за луѓето околу мене, за моите стари љубови, искуството со нив, сето тоа е дел од мене и од мојот живот, тоа е стендапот. Така, од таму ти доаѓа инспирацијата? Па нормално, да, и многу од нашите интернет портали кои што на моменти изгледаат смешно со преведените текстови
видовте и сами, мислам, имаше 6-7 парчиња во кои што зборувам за преведени текстови буквално од некои странски сајтови. И тоа исто многу ме нервира што многу потешко е да дојдеш до нашите сајтови да ти објават некоја веста, пишуваат за кој каква кола си купил, кој со кого легнал, како Сораја ги покажала, не знам што покажала, и затоа и често се намета, затоа што едноставно мислам дека треба всичко почитуваме повеќе нашето. И бидејќи Македонија има квалитет, талент, и еве, видовме дека полна сала во Кочани, мислам дека тоа заслужува поголемо и медиумско внимание. Стендап комедијата е нешто што му треба на Кочани и посебно на оние градови каде што нема театар. Турнејата е планирана да се одржи низ 30 градови во Македонија, а комичерот Бојан Велевски започна од Источна Македонија, од градот Штип. По Штип следуваа Крива Паланка, Делчево и Кочани, а по Кочани Велевски ќе се представи во Виница, Богданци, Гевгелија, Радовиш, Струмица. Турнејата по нова година продолжува во Централна Македонија, а ќе заврши во Западна, во летниот период, кога во план се и туристичките центри Охрид, Струга и Дојран. Следува спортската информација. Викендов се игра последното коло од есенскиот дел во третата фудбалска лига Исток. Во женска конкуренција се игра седмото коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани гостува, а Младост Иднина С игра на домашен терен. Поминато неделната победа на домашен терен против Тиверија, фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани в сабота гостуваат во Скопје на средба против Драгон 2014. Се работи за дерби на колото, во кое се среќаваат двете најдобри екипи кои водат мртва трка за врвот на табелата. Во моментот скопјанки се на врвот со ист број бодови, како и девојките од Кочани, но само поради еден примен гол помалку се подобро пласирани. Тоа значи дека се очекува на теренот во скопската населба Пржино да се води изедначена битка, од чиј резултат зависи која од екипите ќе се одбели на врвот пред третопласираниот АС Юнајтед, кој заостанува со 5 бода. Екипата на Младост Иднина С пак во ова коло игра на домашен терен, а оризарки ги пречекуваат фудбалерките на Борец од Велес. Екипата од оризари во моментот се наоѓа на 6-та позиција со исто толку бодови. Гостинската екипа е послабо пласирана на табелата, што би требало да им овозможи на домашните да го подобрат бодовното салдо. Во третата фудбалска лига Исток се игра последното коло од есенскиот дел на првенството, во кое фудбалскиот клуб Осогово игра во гости. По минато неделната победа на домашен терен со само еден постигнат гол, кочанци во 11-тото коло патуваат во Лозово на средбата со Работник. Виничка Слога 1934 исто така гостува и на крајот од есенскиот дел се среќава со екипата на Напредок Здравје од струмичкото село Радово. Во младинската кошаркарска лига во категоријата М18 викендов ќе се игра четвртото коло. Екипата на Баскет Дино се среќава со Баскет Академија од Струмица, а надпреварот се игра в сабота во спортската сала на гимназијата Лјупчо Сантов. Во првата пинг-понгарска лига на Македонија овој викенд ќе се паузира. Екипата на Кочани по минато неделната победа на домашен терен против Пошта 2 следната недела гостува во Скопје на средбата со Студент. Толку во вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.